да отвориме во Евангелието според Лука, 19 глава, и да ги прочитаме уште еднаш овие Христови зборови. Кажани, значи, таа недела, пред 7 дена пред неговото воскресение, или како што се нарекува кај нас цветници, и кажано пред неговото триумфално влегување во Ерусалим. Значи, кога сите се радуваат, кога сите слават, кога сите се наоѓаат дури во некоја еуфорија, не баш сите, фарисеите и свештениците не ја делеле таа атмосфера, тоа расположение на народот. Но апостолите и другите, повеќето народ, очекувале, биле во еден занес, дека сега Христос конечно ќе влезе во Ерусалим и ќе седне на Давидовиот престол. Конечно ќе ја воспостави својата власт, месијанското царство, и ќе го прослави Израел со победа над римјаните и сите негови непријатели. Тоа беше очекувањето. И Христос ќе влезе така триумфално во Ерусалим, бидејќи тоа беше пророштво што требаше да се исполни, што Месија требало да го исполни, најавено преку Захарија, но пред да влезе тој, наоѓајќи се на Масленската гора, заплакал. Застанал, го погледнал Ерусалим и заплакал. Многу чудно однесување. Тогаш кога повеќето негови следбеници се радуваат, тој заплакал. Заплакал затоа што е Господ, да беше човек и тој ќе се радуваше тогаш. Затоа што знае, гледа и чита подлабоко од оно што човечко знаење и човечки очи можат да видат. Ја знае, ја гледа и ја чита и днината во сите нејзини варијанти, можни варијанти. Значи, Лука 19 глава, кој стих? 41 може да почнеме таа. А кога се приближи и го виде градот, заплака над него и рече, кога би можел во овој ден, видите, Христовото срце копнеело. Ах, кога би можело, барем, еве и денес, нема да биде предоцна, кога и денес би можел во овој ден да го дознаеш она што е потребно за твојот мир. Што значи Ерусалим? Градот на мирот. Во превод. Јерушалаим. О, кога би можел во овој ден и ти да го дознаеш она што е потребно за твојот мир. Но Христос знаел дека тоа е само теоретска можност. Реалноста е поинаква. Но тоа е сега сокриено од твоите очи. Зашто ќе дојдат денови за тебе и непријателите твои ќе те обкружат со ровови и ќе те опколат и ќе те притеснат од сите страни. И ќе те срамнат со земјата тебе и ќе ги избијат децата твои во тебе и нема да остават камен на камен од тебе. Зашто? И ова е сега битното. Зошто? Зашто не си го позна времето кога беше посетен. Што пропуштало водството на Божиот народ во тоа време? Тие учени доктори, законици, книжевници, некои од нив научници. Кој од кој класа луѓе во Синедрионот? Овие нашиви денешни кобајаги доктори по теологија може вода да им носат. Меѓутоа, водачите на еврејскиот народ не го познаа времето. Еден Ирод
зол, расипан до даска карактер, крал кој што собствените деца ги убивал од завис, кој што собствената жена ја убил. Еден Ирод посериозно ги сватил старозаветните пророќства за Месија, кога се вознемирил и прашал во кој град треба да се роди царот јудејски. А тие што ги прашал, свештениците и водачите на Израел, тие воопшто немале поим дека настапило времето, кое што беше како време, самото време беше откриено уште во пророкот Даниел, во пророчките книги, кога треба да дојде Месија. Денес живееме во слична атмосфера. Денес, кога Христос треба да дојде, бидејќи сите знаци веќе се исполнуваат, тури оние последните. Денес водачите на христијанскиот свет, водачите на нациите, па слободно може да речеме дека и самата Адвентистичка црква, сите се како пиени и не знаат на која страна да се свртат и каде треба да појдат. Зашто не го позна времето во кое што беше посетен, рече Христос. Заради тоа сите овие зла, опсадата на Ерусалим, од страна на римските војски и масакрот што потоа следеше со една цифра, 1 милион евреи убиени во таа опсада 70-та година од новата ера. Самот Ерусалим немал повеќе од 300.000 жители, но 1 милион евреи биле убиени, значи со се сите поклоници од диаспората кои што дошле уште за празникот Пасха, па беа заглавени во градот заради римската опсада неколку месеци, значи од април се до август, од Пасха се до август, кога на они фамозен 9 Ав, според еврејскиот календар, Ерусалим бил конечно опустошен, разорнат, храмот запален и не останал камен на камен над него, според Христовото пророќство. Да ги прочитаме зборовите на пророкот Малахија, да се подсетиме уште еднаш што кажал последниот пророк од Стариот Завет. Малахија 3 глава, 1 стих. Од првиот, па може и понатаму. И ете, кога Господ зборува, и ете, јас ќе го испратам гласникот свој, вели, но кога Стариот Завет зборува за гласникот мој или ангелот мој, на што се мисли? Или ангелот на заветот, еве се споменува понатаму. Ете, јас ќе го испратам гласникот свој и тој ќе го приготви патот пред мене и ненадејно ќе дојде во храмот свој Господ, кого го барате, и ангелот на заветот, кого вие го пожелувате. Ете, тој доаѓа, вели Господ Саваот. Но потоа продолжува и вели, но кој ќе го издржи денот на неговото доаѓање и кој ќе издржи кога ќе се појави тој, зашто тој е како оган што растопува и пепелница што чисти, па ќе седне тој како пречистувач на сребро и ќе ги очисти синовите на Леви, значи свештенството, и ќе ги претопи како злато и како сребро, за да му принесат жртва со правда. Тогаш ќе му биде мила на Господ жртвата јудина и на Ерусалим, како во старите времења и како во поранешните години. Можеме и ние да се спомнеме за некои стари времења, таму минатиот век.
за некои убави поранешни години, кога црквата беше полна, кога вриеше од народ, верници, млади, стари, силни проповедници, говорници, евангелизации, собори и така натаму. Сето тоа денес, во овој луд век, кај што не се знае што е машко, што е женско, како да е сето тоа издувано некаде со виорот. Денес црквата најмногу изгледа како да ќе падне, според оние зборови, според оно пророштво, духот на пророштвото. Изгледа најраштимана, најподелена, најнеединствена. Меѓутоа, не било сјајно во Божјата црква ни пред првото Христово доаѓање. Било, може да речеме, едно слично време. Евреите биле поделени на конзервативни фарисеи, кои што го сакале законот, и оние либерални еври, кои што овие конзервативните не ги признавале, за еври ги нарекувале грци, дури. Под влијание уште на Антиох и присилната паганизација на некој дел од еврејскиот народ во времето пред макавејските востанија. Значи, имало поделба помеѓу народот, помеѓу самиот Божји народ. Поделбата била видлива во неколку групации фарисеи, садукеи, иродовци, есени, зилоти, разни партии, разни секти, може да речеме. Римска окупација истовремено, значи владел со нив пагански намесник. Не било сјајно. Како и денес. Меѓутоа Господ за тоа време рекол: ќе го испратам својот гласник, ангелот на заветот. Господ, кого го барате, кого го пожелувате. Евреите го пожелувале Месија. Евреите сакале да дојде Месија. И ден денес, некои од нив, оние по-конзервативните, по-религиозните, го пожелуваат. Да, тие го барале, го пожелувале, но Малахија прорече: ненадејно ќе дојде во својот храм Господ. Ненадејно ќе дојде. Значи, на некој начин, иако било најавено времето, тоа е парадокс, времето било откриено, за второто Христово доаѓање не е откриено време, но за првото Христово доаѓање било откриено време кога Господ ќе дојде, а сепак Малахија зборува дека тој ќе дојде ненадејно и за тогаш, ненадејно во својот храм ќе дојде Господ, кога го барате, но кој ќе го издржи денот на неговото доаѓање? Ако ваквиот реален, историски Христос, каков што бил, не каков што луѓето си го замислуваат, или каков што сценаристите и режисерите си го замислуваат, но оној Христос, каков што бил реален, од вдахновените списи, ако тој Христос не бил прифатен и не бил прифатлив за сите, дури за повеќето од Божиот народ не бил прифатлив. Не бил симпатичен. Ако не можел да биде издржан денот на неговото прво доаѓање, тогаш кога бил во слабо, смртно човечко тело, без никакви надворешни знаци на надмок, освен неговите чудесни дела, кои што сепак повеќе биле израз на милост и благодат, а не на доминација или на
надмоки врз другите луѓе, ако тој ден не можел да се издржи, па како ќе се издржи второто Христово доаѓање, кога ќе дојде во сета таткова слава и во славата на сите свети ангели. Кога ќе дојде како цар на царевите и господар над господарите, кој тогаш ќе издржи? Денешната лекција малку не подсети на една претходна лекција од кога беше втората глава од Галатјаните, предмет на нашето проучување, конкретно мислам на третата лекција од 15. јули. Значи, во контекст на Павловите зборови, со кој што во духот на љубов апелира до Галатјаните. Зарем ви станав непријател ако ја зборувам вистината, вели? Зошто Христос бил дочекан со непријателство од страна на водачите на Израел? Зошто тие реагирали непријателски кон Христа? Зато што ја зборувал вистината. Луѓето, интересно, луѓето не сакаат, многу не сакаат да слушаат вистината. Луѓето се како глупави девојки, сакаат да ги лажеш. Многу не сакаат вистината. Самиот Христос што му вели на Никодим? Дојде светлината во овој свет, но луѓето што направи? Луѓето повеќе ја посакаа и ја избраа темнината. И кажува, зошто? Зошто? Зато што нивните дела се зли, зато што не сакаат светлината да ги осветли. Не сакаат светлината да ги раскринка. Не сакаат. И во тој контекст, иако патем, значи како споредно подсетување, конкретно одсекот од четврток, не врати назад на една постара лекција од 15. јули, поточно некаде уште во неделата од 9. јули, каде што предметот беше единството на верата. И оној познат случај кога Павле го укорил Петра за лицемерие во Антиохија. Значи, јас ке се вратам на таа лекција. Лекцијата од 9. јули носеше наслов важноста на единството, тогашниот одсек. И за да не читам многу, во тој одсек поуката го нагласува единството. И Павловата желба за единство на црквата и неговиот приоритет, единството меѓу апостолите и самата црква на прво место. Но во претходниот одсек, поточно во ведниот одсек од саботата, уште 8. јули, каде што почнуваше лекцијата единството на Евангелието, би сакал да го прочитам тој тогашен вовед, на кој што денешната лекција, поточно одсекот од четврток, од завчера, не врати на почетокот на втората глава од Галатјаните. Тој воведен одсек од 8. јули вака започнува во лекција, во поуката. На 21. страница од поуката, од македонскиот превод. Протестантскиот реформатор Жан Калвин, треба грешка, не е Жак, туку Жан Калвин, верувал дека разединетоста и неслогата се најважни орудија на сатаната во борбата против црквата. И ова е точно. Така што често зборувал дека христијаните мора да се чуваат од расколот како од лепра. И ова е многу точно.
За жал, протестантите, па и адвентистите, не се покажали имуни на оваа лепра. Сега, внимавајте што прашува понатаму овој воведен одсек на поуката. Меѓутоа, дали може единството да се чува на штета на вистината? И сега еден пример. Замислете Мартин Лутер, таткото на протестантската реформација, во име на единството да одлучал да ги отврли сите гледишта за спасението со вера кога бил изведен пред судот на соборот во Вормс. Следува цитатот Елена Вајд, Големата борба, страна 166, каде што се вели: кога реформаторот би попуштил само во едно прашање, Сатаната и неговите чети би постигнале победа, но неговата непоколеблива цврстина биле средство црквата да се ослободи и да започне нова, подобра ера. Големата борба, 166 страница. Понатаму, во последниот пасус, продолжува поуката и вели: во Галатјаните 2 глава од 1 до 14 стих, наоѓаме дека апостол Павле прави се што е во негова мог за да го сочува единството на апостолскиот круг, наспроти обидите на некои верници да го подкопаат. Но иако тоа единство било мощне важно за Павле, сепак тој одбил да дозволи тоа да се постигне на штета на вистината на самото Евангелие. Иако има место за разлика во рамките на единството, Евангелието никогаш не сме да биде жртвувано во целиот тој процес. Се во ова звучи добро, меѓутоа имам впечаток како да авторот на поуката мисли, може би не е така, но добивам таков впечаток, како да мисли дека вистината, безкомпромисноста, вистината, како да вистината е нешто што може да му наштети на единството. Тоа не е точно. Расколот и поделбите не доаѓаат од вистината, туку доаѓаат од лагата, од ереста, од гревот. Вистината секогаш е во хармонија со единството. Тоа може да се потврди на еден куп историски примери во црквата. Например, самиот апостол Павле по кое прашање зазел безкомпромисен став и дури пред сите го укорил јавно првиот папа, апостол Петар, за лицемерие или дволичност. Павловата безкомпромисност во тој пример, во тој случај, не е била нешто што го загрозувало единството, туку напротив, Павле бил тој што се залагал за единството на црквата. Ако и Павле молчал, или дволичал, како Петар и Варнава, значи, ако и тој направил компромис, компромисот ќе го расторил единството на црквата. Ќе довел до тоа, во црквата секогаш да има две трпези. Една, од која што заеднички ручек, од едната трпеза ќе зимаат заеднички ручек христијаните од еврејско потекло, каде што све ќе биде чисто, све ќе биде кошер и така натаму, а од другата трпеза, или не мора да бидат во иста просторија, од таму ќе се хранат другите христијани кои што се од паганско потекло и кои што не се толку чисти. Замислите да имаме ние света вечера и потоа заеднички ручек, кај што ќе велиме, во оваа соба нека влезат верниците од белата раса и нека се хранат, а овие други ромбите и црците, бидејќи се нечисти, хигиенски, тие ќе се хранат од другата трпеза, од друга просторија. Тоа било. Само што во прашање биле евреи и незнабошци. На тоа станал Павле да реагира.
Петар и Варнава попуштиле кога дошле некои од обрезаните браќа. Се срамеле од нив да јадат заедно со другиве браќа кои што не биле евреи по потекло. Единството на црквата било во прашање и затоа Павле бил безкомпромисен. Значи, Павловата безкомпромисност. Павловата вистина, така да ја наречам, била на страната на единството, не била на штета на единството. Дали тоа е само специјален случај? Дали можеме да помислиме на некој друг случај каде што единството на црквата е загрозено од вистината? Еве да ја земеме самата протестантска реформација, бидејќи поуката ја зеде тогаш за пример. Зошто настана поделба во тогашната католичка црква? Затоа што Лутер ја зборувал вистината. Вистината довела до раздор. Не. Лутер немал намера, ниту Лутер, ниту Калвин, ниту Меланхтон, ниту Цвингли немале намера да ја напуштат католичката црква и да си основаат некоја секта своја. Тие ја зборувале вистината и планирале да си бидат католици до крајот на животот. Ама со вистината. Зошто настанал раздорот? Зошто настанал раздорот во Христово време? Раздорот настанал од оние кои што не ја сакале вистината. Лутер не планирал да се одвои од црквата и да се формира нова деноминација. Раздорот настанал затоа што реакцијата од страна на црковните водачи, начело со папата, довела до екскомуникација, до прогонство, значи дури и до крвави војни, затоа што на оние што ја сакале темнината, не им се допаѓала светлината. Секогаш единството на црквата го руши не вистината, туку гревот. Гревот е причина за раздор. Еве, ако се сеќавате, Полсен беше актер и пред 2 години во обидот да се растори целата генерална конференција. Со она паганско прашање за ракоположување на жени, за проповедници, за кое што генералната конференција веќе се изјаснила 2 пати пред тоа на собор. И уште, како од некој инает, сакаат да направат раздор и фала на Господа што не се случи. Меѓутоа, до кога ќе биде вака? Веќе знаеме дека од 2015 наваму постојат цели унии во Северна Америка кои што ја отфрлаат таа одлука на соборот, на генерална конференција и отворено, значи, ја прекршуваат со своите постапки. Во тој случај, кој фактор ја растура црквата? Кој фактор внесува неединство и раздор? Оние што сакаат да го наметнат прашањето за ракоположување на жени. Гревот, ереста носи раздор, не е вистината. Тогаш кога такво прашање не се поставуваше, не постоеше ни причина за раздор по истото. Би зеле многу време кога би ги споменувале сите можни примери зашто настана големиот раскол во 11. век помеѓу источната и западната црква. Ако се сеќавате, тогашниот католички кардинал Хумберт ја обвинил православната црква, меѓу другото ја обвинил затоа што ја празнува сабота. Ја обвинил за јудаизам во 11. век. Но главното прашање било, што и ден денес е пречка за нивно соединување, главното прашање било тоа што римскиот папа се поставил над секој собор, дури и над вселенските собори. Што ќе кажам јас, тоа е.
Јас имам право на вето, значи да поништам и одлуки на Вселенски собор. Со кое право римскиот епископ да биде поголем од другите? Значи, кој го донел расколот? Расколот не го донел соборот, туку оној што се борел против соборот, против единството. Оној што се сметал себе си за поголем од секој собор. Ереста, папскиот примат, во тој случај, била причина за раздор и неединство. Било кој пример, најдете ми, еве ја ве предизвикувам, кажете ми било кој пример од црковната историја и ќе ви покажам дека причина за раскол, расцеп, неединство не е вистината, туку е некој греф или ерес и така натаму. Од било кого да доаѓа, од било која страна. Никогаш вистината не е против единството. Туку вистината секогаш е на страната на единството. И само со вистината можеме да бидеме единствени и да изградиме единство. Без вистината не може да постои единство. Може да постои компромис. Тоа е зборот што се употребува во политиката. Компромис. Се апелира на компромис. Компромис, коалиции. Но тоа не е вистина. Вистинското единство само на основа на вистината може да се изгради. Не би сакал повеќе да должам оваа вечер.